Наставниците не видоа ни динар повеќе за дополнителните работни часови изминатото полугодие. Вишок на работни задачи се регистрирани кај просветните работници од 1 до 3, кои имаат повеќе ученици, па поради тоа мора да ги поделат во групи. Од Независниот синдикат за образование алармираат дека повторно наставниците се извисени. Наставниците сега работат дупло, а за тоа ништо не им е платено. Ние сите се солидаризираме и со родителите, и со учениците, да не трпи многу штета образовниот процес. Никој не бара тоа да биде регулирано со закон, иако Министерството тврди дека им е пуштено на општините блок дотации, со кои пари би ги платили тие наставници, во еден вид на награда или не знам, хонорар, не знам кој е. Јас немам информации дека во некој училиште тоа е спроведено. Според првиот човек на синдикатот Томислав Гиевски, за вакво игнорирање на просветните работници од страна на надлежните треба да се блокираат училиштата. Имаме проблем, не ме плаќаш, еднаш ти кажам, два пати ти кажам, ги затвараме училиштата. Нема што сега да те молам да ги молиме за наши пари. За нешто што сте ни дале задача. Како сме може до секој време да се организираме, да ја одбиеме. Сме се солидаризирале за децата. Не сме направили никаков проблем. Наставниците од дома компјутери носеа. Кој носи доктор од дома алат за оперирање или полицаецот не знам да носи. Само наставниците го направија тоа што си ја сакаат професијата. Од МОН уверуваат пари има за оваа намена, ама не се јасни дали парите легнале онаму каде што треба. Министерството за образование и наука уште во месец октомври испрати писмо до сите училишта дека за наставниците кои извршуваат работни задачи повеќе од полното работно време треба да им се исплати надоместок за прекувремена работа, зашто обезбедени се и блок дотации за општините. И во услови на пандемија за 2% се зголемени средствата за блок дотации за основно и средно образование и обезбедени се дополнителни 122 милиони денари со цел континуирана исплата на плати и исплата на прекувремени часови на наставниците. Над 1000 наставници чекаат надокнада за прекувремена работа, покажуваат анализите. Грубите пресметки покажуваат дека еден наставник за дополнителните часови треба да добие плюс 5000 на нето, односно до 8000 денари на бруто платата.